Нема информација за број наказнати возачи поради непрописно застанување и паркирање. Дали тоа значи дека вакво нешто воопшто во моментов не се спроведува? Цаци, дежурниот сообраќаен полицаец кој никогаш нема да спие, тоа се камерите на Safe City системот, навистина ќе имаат полни раце работа, иако за време на тест периодот имаше далеку поголем број на прекршоци кои што беа сторени во сообраќајот, но и сега, откако официјално функционира, бројките не се мали. 651 прекршок се регистрирани само во текот на вчерашниот ден. Како што спомена и ти, на 58 возачи им пристигнало дека ќе им биде земена возачката дозвола. Најголем број од прекршоците кои што се сторени по главните сообраќајници, по улиците во главниот град, се за возење, односно за надминување на дозволената брзина. 558 казни се изречени преку Safe City системот, што значи дека на возачите се уште им е тешко да ја практикуваат онаа дозволена брзина, градска вожња со дозволени 50 км на час. За оној дел за тоа што ќе се казнува преку Safe City системот, иако на почетокот беше најавено дека во оваа прва фаза ќе се казнува за минување на црвено на семафор, за надминување на дозволената брзина, за нерегистрирани возила, но и за запирање и паркирање на коловозите. Сепак ова нема да се регистрира како прекршок за почеток во оваа првична фаза. Ова го добивме како потврди од министерот за внатрешни работи, кој вели дека овој првичен период ќе гледаат како функционира системот. За почеток камерите нема да ги регистрираат возилата кои што ќе запалат 4 жмигавци за да завршат брзо некоја работа, но тоа не значи дека возачите ќе бидат ослободени од казна доколку ги забележи сообраќаен полицаец на улиците. Многу повеќе детали за тоа како се одвива Safe City системот, кои се прекршоците во продолжение од прилогот. Објективот на Безбеден град вчера уловил 651 прекршок низ скопските улици. Најголем број од нив се за брзо возење. Камерите детектирале 585 возачи кои поминале со брзина поголема од дозволената. 50 возачи го игнорирале црвеното светло на семафор, а 16 управувале нерегистрирани возила. За непочитување на сообраќајните правила, системот е немилосрден. Како резултат на овие прекршоци изречени се 58 забрани за управување на возило. Системот Безбеден град потврди дека возачите во Македонија се уште тешко ја контролираат ногата на газ. Но ако е за утеха, камерите првично не ги регистрираат возилата кои запираат на улица. Во оваа прва фаза, легендарните 4 жмигавци на 2 минути ќе поминуваат неказнето. Граѓаните не треба да стравуваат од технички грешки, бидејќи за погрешно возило или грешка во идентификација поради лоши временски услови имаат право да пријават во полициска станица. МВР е обврзано во рок од 1 ден да изврши проверка и да ги коригира податоците. Додека системот Безбеден град ветува голем ред, полициската статистика за месец јануари открива алармантна состојба на патиштата. Вкупно изречени биле 16.000 казни, од кои за безобзирно возење 74 лица биле лишени од слобода, од кои најголем дел 64 поради возење под силно дејство на алкохол. Мирена Давидовска, Сител телевизија.